Колку отпаден материјал на годишно ниво се рециклира во Македонија? Па зависи од за како вид на отпад станува збор. Најмногу се рециклира така наречената пет пластика, која е во некои бројки од 20 и нешто проценти нагоре. Понатака доаѓа хартијата и е отпадот. Другите видови на материјали нормално одат послабо, стаклото со некаде 1%, така што има дефинитивно голем простор за рециклирање во Македонија и можности за нови работни места за сите тие млади луѓе кои што како добри предприемачи се надевам со малце подобри познавања може да се најдат свое место во овој бизнис. Кој рециклира најмногу? Почнувајќи од возраста, помлади, повозрасни и индивидуалци, фирми? Па возраста не познава, не ги разликува граѓаните кои што ова го прават, но мора да се истакне дека да не се тие неформални собирачи на отпад во Македонија, тој таков наречен материјал за рециклирање навистина многу би се намалил. Тие се најголеми допринесувачи за работа на сите овие рециклаторни центри во Македонија. Колкав отпад на годишно ниво се рециклира? Купно? Се рециклира? Па во тони не бих можел да ви кажам колку точно, но можам да ви кажам дека годишно комунален отпад во Македонија се создава околу 750.000 тони. Тоа значи дека околу 300 и нешто килограми по глава на човек создаваме во Македонија отпад, што е под европските проценти, но работата е што делот овој, да речеме третина од овој комунален отпад воопшто никој не го собира и навистина представува една опасност за здравјето, но и негативно влијае врз животната средина. Неодамно имавте една интересна активност кога е во прашање рециклажата со учениците од училиштето Свети Наум Охридски. Зашто станува збор да ги запознаеме гледачите? Па станува збор за еден систем кој што го започнавме токму со учениците за посебни потреби, односно со нив заедно направивме така наречен еден собирен пункт, каде што овој контејнер, каде што граѓаните може да го остават текстилот, односно старата облека и децата од текстилното одделение од ова училиште ја поправаат, ја средуваат облеката, дел оди за нив, а дел заедно со учениците и целиот персонал на училиштето ја даваме на луѓето кои што имаат потреба. Па така планираме една акција да правиме наредна недела за донирање за таква категорија на граѓани.